Костадин Костадинов е новиот градоначалник на Струмица. Според првичните резултати од Државната изборна комисија, тој однесе победата во првиот изборен круг со разлика од речиси 3500 гласови во однос на кандидатот на ВМРО ДПМН Жан Дравошанов. Тој во своето прво обраќање кажа дека победата носи огромна одговорност за да биде отворена општината од градоначалникот па се до последниот општински службеник. Ќе бидеме градоначалници и ќе бидеме советници на сите. Нашите врати ќе бидат отворени на сите. Ова огромна поддршка значи и огромна одговорност. Значи да се биде отворен, значи да се биде комуникативен од градоначалникот до последната функција на функционирање во рамки на општина Струмица. Кандидатите на СДСМ во првиот изборен круг остварија победа и во Дојран, Валандово и Богданци. Таму Анго Ангов, Перо Костадинов и Блаже Шапов остануваат градоначалници, исполнувајќи го потребниот законски цензус. Да, имаме победа во прв круг во Дојран, остваривме над 300 разлика од нашиот против кандидати и убедлива победа за победнички Дојран. Благодарам од се срце Дојран, заедно продолжуваме да го градиме Дојран, заедно продолжуваме кон нови победи и нови успеси со срце за Дојран. ВМРО ДПМН во првиот изборен круг за градоначалник победи во општина Босилово. Таму кандидатот за градоначалник Христо Манчев славеше со околу 1500 гласови разлика од против кандидатот Зоран Зибаков од СДСМ. Довербата од страна на граѓаните е голема, а исто така сега и одговорноста е голема. Сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои што излегоа на гласање, кои што го дадоа својот глас, особено се благодарам на оние граѓани кои што ми ја дадоа довербата. Јас и во самата кампања неколку пати истакнав, мојот концепт ќе биде обединувачки. Ние излеговме со програма која што е реална, остварлива, вклучува голем број на проекти и верувам дека во една коректна соработка со Советот ќе успееме да ги реализираме сите проекти. Во останатите општини од југоистокот ќе има втори изборен круг за градоначалник. Во Василево и Ново Село пресудија неважечките ливчиња. Во Василево Славе Андонов вчера славеше со 55 гласа разлика во однос на Маријан Јанев во СДСМ, додека во Ново Село Ѓорги Божинов, фаворитот на ВМРО ДПМН, славеше со 69 гласови разлика пред Звонко Ангелов, кандидат на СДСМ. Во Конче, каде имаше тројца кандидати за градоначалник, во вториот изборен круг влегуваат Благо Илиев од СДСМ и Златко Ристов од ВМРО ДПМН, каде кандидатот на СДСМ имаше предност од 109 гласа. Втор круг ќе има и во Гевгелие и Радовиш. Во Гевгелие, каде имаше 5 кандидати за градоначалник, во вториот круг одат Андос Рамандов од ВМРО ДПМН и Сашо Поцков од СДСМ, а во Радовиш ќе се соочат Ацо Ристов од ВМРО ДПМН и Коле Чаракчиев од СДСМ.